Џафери е подготвен да седне во фотелјата на Ковачевски. Како спикер на собранието веќе има утврден и прецизен роковник за преземањето на премиерската функција. Утре после 10 часот актуелниот премиер и целата влада ќе бидат во оставка. Со ова ќе почнат да течат крајните рокови за составување на техничката влада. Пред да поднесе оставка, Џафери ќе го овласти потпредседателот да председава со наредните седници и ќе го извести председателот Пендаровски дека владата е во оставка. Во петок, откако ќе се констатираат оставките, се бира председател на собрание, а после 14 часот шефот на државата ќе го додели мандатот за техничка влада на Талат Џафери. Идниот технички премиер ќе испрати писмо до сите пратеници за предлог имиња на министри, заменици и дополнителни заменици. Договоривме дека од утре настапуваат роковите за поднесување оставки за отворање на пат за одржување на седница за констатирање на оставките, известување на председателот на државата дека владата е во оставка и со тоа на првата наредна седница, која е закажана за 26 овој месец, се отвораат постапките и процедурите. Во сабота, ден пред седницата за избор на техничка влада, мандатарот треба да го поднесе до собрание предлог составот за техничка влада и нејзината програма. На 28 јануари ќе се бира техничка влада, а потоа ќе се констатира престанок на мандат на пратеникот Талат Џафери. Со тоа ќе се отвори патот за нова седница за верификација на пратеникот, кој што треба да дојде и за избор на заменици и дополнителни заменици министри. Составот на владата треба да е целосен, за да може да стапи во функција 100 дена пред парламентарните избори.